Малолетничка од Штип дури 4 пати во период од само 3 месеци брутално била физички и психички малтретирана во училиштето Ванчо Прке во Штип и надвор од него. Според видеата кои телевизија Стар ги има ексклузивно, насилството било осмислено и организирано од девојчиња кои немилосредно ја тепале и понижувале љ.и, а машките сето тоа го снимале. Врз мојата ќерка се имат случајно 4 насилства. И тука станува збор не за насилства, туку за психичко и физичко тешко малтретирање. Првиот насил се случил кај Порта Пролет, на патеката, кај музичкото училиште, каде што настанот се повторува втор пат затоа што малолетничките, незаситени од првиот акт, продолжуваат да снимаат и второ видео. Може би досега ова е единствен случај на континуирано и договарано насилство во Штип, што случајот го прави поголем од сите останати. Ние дознавме пред недела дена, ми се јави случајно мајка на едно дете, иритирано што го гледало видеото, не можело да се помири со настанот што се случува. Значи, едно мало дете е било вознемирено и е кажало на својата мајка. Мајката храбра се осудила, мислела цела вечер како да ми каже, ма собрала храброст и ме извести за настанот. Сериското насилство е пријавено во полиција од каде се преземени сите мерки за спречување, но и расчистување на случајот. Одма пријавивме во полиција, одма пријавивме во училиштето Ванчо Прке. Инспекторот што го возазема случајот да го води е прекрасен човек, соживеан. Мислам дека секој родител кој би го погледнал видеото би се соживеал со ова. Инспекторот ги презеде сите можни акти и мерки што се во негова моќ. Значи сте е преземено од полицијата. Поголемите трауми врз детето и целото семејство, мајката на детето жртва, е со следната порака до родителите на децата, но и училишните педагози. Не би сакала ни една мајка да го доживее тоа што јас го доживеав. Ни едно дете не заслужува да биде вака малтретирано. Моја порака е до родителите да ги прегледуваат телефоните на своите деца, да водат малку повише ред и евиденција. Сакам да дојде до министерот Тошковски. Значи, и он е татко, родител, и он има деца. Нека го погледне видеото и нека каже како би изреагирал, што би направил во ваква ситуација. Го замолувам да действуваш, малку да ги зајакне мерките. Системот ни е уништен начисто. Значи, треба ли и тие деца што останаа во Македонија да почнат да размислуваат ради нивната сигурност да ја напуштат државата? Од основното училиште Ванчо Прке, чии ученици се креатори на деликвентскиот чин, исто како и жртвата која е ученичка таму, коментар за случајот денес немаа. Директорот бил на боледување и се чекал да се врати на работа. Каков епилог има од страна на полицијата е неизвестно, но тоа е длабоко предупредување за владенијата на поедини ученици, а едно од прашањата е во кои сегменти зател системот и што конкретно во ово училиште ќе се преземе од сите аспекти за вакви случаи да не се повторат.